И фолклорот е наука, нашата традиција, меѓутоа треба да постојат млади генерации кои што сето тоа ќе го совладуваат, сето тоа ќе сакаат да го учат. Токму затоа и постоењето на Детскиот културен центар Карпош. Одтаму денес имам гости, прекрасни млади луѓе кои што се докажуваат во фолклорот, меѓутоа и директорката на Детскиот културен центар Карпош. Добро утро за сите, добро ми дојдовте, ми доаѓате по еден многу важен настап и во денешното издание ќе стане збор за се, но пред се колку фолклорот може да им помогне на младите генерации, наместо да одат во насоки кои што не се посакувани, да одат во насоки кои што навистина и тоа како може да му помогне на едно дете во својот развој, а понатаму зошто да не и во зачувувањето на она што всушност сме ние преку фолклорот и традицијата. Уште еднаш, добро ми дојдовте, добро дојдовте. Добро ве најдовме, благодариме за поканата, што ќе ни дадете можност да проговориме за Детскиот културен центар, а особено за фолклорната секција. Така е, сега, првенствено би сакала господја Ѓорѓевска да го споменаме она убаво ревијално надпреварување кое што се случуваше во Калела, место во Шпанија, каде што беше оваа група на млади луѓе. Кажете ми, прво, колку фолклорни состави не представија нас како Република Македонија, токму во Шпанија, на овој убав настан на кој што земаа учество состави од целиот свет? Вака јас малку понадолго ќе објаснам, со цел да кажам дека меѓу многуте други патувања, ова ни беше едно ексклузивно патување за Шпанија, бидејќи не беше само за Шпанија, имавме можност и во Италија да застанеме, че од Италија, Франција па Шпанија во Калела, тоа е Каталонија, близко до Барселона, и ја имавме таа чест да ја представувам Македонија меѓу 16 земји од цела Европа, па дури и од Канада. Јас морам да го изразам огромното мое задоволство до нашите фолклористи, членови на Детскиот културен центар Карпош, еве кои што дел од нив и тука се представници токму на таа, ние така милуваме да ги викаме како секција, а воедно да изразам и благодарност до нивната инструкторка, кореограф, тоа е всушност од танец, кој што ги обучува нашите деца и тоа е Снежана Балканска. Мораме и не за да спомнеме, бидејќи таа е најповеќе заслужна во однос на нивниот настап околу играњето и подготовките. Значи, гордост беше да се представува Македонија меѓу толку голем збир на земји, со најразлични култури, најразлични традиции, некои блиски на нас, некои малку подалечни, но ние како Детски културен центар Карпуш и градот Скопје пред се, па со самото тоа и Република Македонија, достојно се презентиравме таму и деца беа поделени на средна и поголема група. Така и во тој состав сме овде денеска, кои што јас верувам дека и они ќе ги искажат нивните импресии и случувања. Тоа што се однесува до Калела. Сега ќе ми дозволите само малку да кажам за Детскиот културен центар Карпош. Значи, ние како Детски културен центар Карпош особено внимаваме при негувањето на фолклорот, односно на македонската традиција изразена преку орото, песната и везбата. Затоа што сметаме дека токму овие млади луѓе се тие што треба да ја продолжат таа наша значајна традиција и тие и самите утре да бидат дел, да речеме, кои што како идно поколение на други поколенија ќе ја пренесат нашата исклучително богата ризница што се однесува од областа на фолклорот, бидејќи јас во фолклорот ја го подразбирам, значи и орото, песната, а кај нас учат секој пат од каде е тоа оро, од каде потекнува, од кој дел на Македонија, која е карактеристична везба, што е битно затоа што секој оро се сака и посебна носија, што значи со самото тоа тие ја запознаваат и севкупната културно богатство фолклорно народно од Македонија. Јас би сакала сега и нив да ги представиме. Веднаш до мене е Дарија, до неа е Софија, така, изгрешив? Михаела, па Оја, па Софија, а до неа Јован. Добро. Верувам дека убаво си поминавте во Шпанија, со вас си порелаксирано сакам за и да ве опуштам. Видовме многу убави фотографии од тоа како што се забавувале, како сте прошетале. Оно што сакам да ми го кажете е затоа што јас и вашата менторка во случајов, директорката на Детскиот културен центар Карпош, ке зборуваме за фолклорот, за традицијата и за тоа колку е убаво младите луѓе да го наследат
одат. Меѓутоа сакам да ве прашам, ете, кога да речам повеќе од вашите врсници би се одлучиле за некои ритмички танци, за некои модерни танци, зошто се одлучивте вие за фолклорот? Може ли Јован со тебе да почнам? Да, едноставно кога одам на играорна се чувствам среќно, исполнето, тоа мене ми исполнува, ако не знам некого го исполнува цигари, алкохол во денешно време, мене ми исполнува кога одам на играорна. Вежбаме 2 часа, имаме неделно и среќен сум кога го играм. Па затоа и го играм. Веќе сум член на детскиот културен центар 10 години, од септември ќе почнам 11-та и сум многу среќен тука. Во големата група. А исто би сакала да ни каже Софија во однос на ората, во однос на нивното изучување. Нели некој ќе рече не можам, не сум талентиран и така. Како беа пред се вашите почетоци, како влеговте во се ова? Тешко ли е да се совладаат ората, затоа што ќе се сложи со мене директорката, па не е лесно да се совлада дури ни едно пајтушко на кое што можам да кажам дека сите стануваат кога станува збор за некоја венчавка, една од омилените ора, а не пак сите оние други ора кои што си имаат и своји специфики, како што спомена веќе директорката, и своји везби, кои што и тоа како е тешко да се совладаат? Па јас веќе одам на играорна 10 години и прво мајка ми ме запиша како некоја активност надвор од школата, но со тек на времето многу ја засакав и сега значи премногу ја сакам. И за ората, па ако се посветиш на нив и ако сакаш и ако некој не те тера, туку ги играш со љубов, тогаш мислам дека ниту една ора не е тешко и секоја може да се научи. Како ги совладувате кореографиите? Не секогаш е иста кореографија, претпоставувам и за различни настапи, различно се подготвувате. И така како најдолго од сите тука кои што сте денес, вие двајца сте најдолго со најдолг стаж, ке кажам, во детскиот културен центар Карпаш, се менуваат ората. Лесно, тешко, никогаш знаете да бидете, да речеме, збунети при некоја нова кореографија? Да, па некои се потешки за изучување или пак треба, не се потешки, толку треба повеќе време да се изучи една ора. Исто така една кореографија за да се состави многу долго време треба, но и тоа. Кога нешто се сака? Да, кога нешто се сака, се може. Сега ќе кажеме никогаш, затоа што вашата директорка е и поранешна професорка по македонски јазик, никогаш ќе кажеме дека училиштето многу обременува. Се сложувате? Да, апсолутно. Обременува училиштето, треба да се најде време. Па ние се трудиме да го ускладиме распоредот спрема нивните обврски и така секој пат мислиме терминот одбран што им одговара на сите деца. Ние знаеме дека имаат големи обврски во училиштата и морам да се пофалам, претежно ни се добри ученици. Добре, сега ќе ми кажете и вие, како ви оди да речеме и со училишните обврски, а исто така и со доаѓањето на играорна. Се имали време за се? И покрај тоа што сте многу малечки, зошто да не го слушнеме вашето мислење? Па си има време за се. Прво, ако се сака, како што кажа мојата другарка, се може. Значи имаш време и за да напишеш домашница, да поучиш и да додиш на играорна. Прво играорната е едно убаво хоби, кое не би можел секој да го игра, но ако сакаш. Така, и ве гледаме сега од настапот во Шпанија. Ќе ни кажете со кој ора се представи големата група, со кој ора се представи малата група. Може да го дадеш микрофонот на другарката до тебе? Ние се представиме... Ова е најмалата група. Средната, имаме уште помала. И уште помалечки. Ќе ни кажете и за тоа, директорки, од кога до кога може да се пријавува? Ние се представиме со деветка и отишла Јана. Ете, јас дури за овие ора и немам ни чуено, што навистина е голем пропуск од моја страна, меѓутоа верувам дека почесто ќе се дружиме. Ќе се дружиме и ќе дознам се. Тешки ли би беа за совладување? Па на некој дан, на некој не. Имавте ли трема? Ето, како средна група доаѓате во место во кое што има многу групи кои што исто така се представуваат со своите настапи, со своите традиционални ора? Па јас имав мала трема. Да? Бидејќи, ама дека немав толку голема, дека деветка ја игравме на повише настапи. Едно убаво детско размислување. Дарија, како гледаш ти на играорната? Знаат ли твоите другарки дека одиш на играорна со ученичките од училиште? Им кажуваш ли колку е убаво, сакаат ли тие да дојдат некогаш да ти се придружат? Да, јас и се кажав на една другарка дека одам на играорна и таа почна да се распрашува и таа се запише на играорна после Значи на некој начин и вие ги внесувате во играорната. Да. Одлично. Ги гледаме децата. Како сте задоволни? Имаше, да речам, и покрај тоа што беше ревијален настап. Секоја земја се представува со своето најубаво.
Еве ги споменавме и овие ора со кои што се Да, представиле. ова сега што токму го гледаме, тоа е оро од Егејскиот дел на Македонија, Буките, градско оро, кој што поретко се игра овдека кај нас, да речеме вака сценски, и јас исклучително бев задоволна и мислим и публиката беше топло прифатено, а особено морам да ги пофала машките кои што така, иако се уште тинејџери да ги наречам, меѓутоа многу достоинствено го одиграа така машки, цврсто. Се помина секвенцата која што беше со нив и предизвика. Ќе на гледачите за аматирски снимки, меѓутоа тоа е што господјата Ружа се потруди и ни донеса, затоа ви благодарам. Ова сте веќе низ улиците на Шпанија. Ова се низ улиците на Калела. Македонска песна. Калела тоа е едно, па вака, ми се чинеше, не беше мало градче, такав печаток ми остави. Едно туристичко место со преполн број на хотели, меѓутоа и еден стар дел од градот, во кој што имаше поставено сцена, баш под едни тврдини, така интересно направена сцената и со соодветна, да речеме секојдневно, бидејќи има голем број на туристи, и имаше публика од најразлични земји, што ете и тоа е една атракција на некој начин, даваше можност, значи, да и ние да видиме туѓа фолклорни настапи од други групи, а и да ја представиме Македонија. Јас морам да искажам едно огромно задоволство, затоа што ние, како што видовте, ќе видите и самите, и сите деца наши носеа знаменциња од Република Македонија. Голем број од луѓето приоѓаа и ни го бараа знаменцето. Дури некаде разменивме со Естонија, со Литванија, дури они ни даваа нивно, ние им дававме наше, што сепак представуваше една голема радост. И настапивме под нашето уставно име. Тоа беше огромно задоволство и уште една поголема подкрепа за настапот. Немаше никакви проблеми. Патриотски директор. Патриотски. Така до крај. Да. Сега кажете, повелете. Не, ајде, јас би сакала Јован и Софија и како представници од поголемата група, ги гледавте и другите традиционални ора. Кажете ми сега со оглед на искуството, веќе 10 години, виштина и така натаму, може ли вака од прво гледање да погледнете, да речеме, некоја шпанско ора и од прилика веднаш да знаете за какви чекори станува збор? Па од прилика да. Ви се допаѓаа ли тугите ораите? Затоа што јас колку што знам, колку што прочитав во известувањето кое што го добив од Шпанија е дека буквално македонските ора, македонските песни ги импресионирале сите. И затоа сега сакам да знам и каков е вашиот став по однос на тоа. Какви беа другите изведувачи? Еве јас да кажам, игравме Егејска Македонија, ни беше првата коreografија. Првиот ден, а вториот играв Источна Македонија. Реално, искрено да гледам, ми треба малку повеќе време, повеќе простор да ми се обрне за да го научам, нели тоа? Во основа можам. Сакам само да кажам, јас по страна на мајка ми сум егеец, она од Егејска Македонија и лесно ми беше, убаво се чувствувам кога го играм тоа, зашто нели имам од таму и потекнува. Корени, така. Да ве прашам, колку е важно да речеме и колку најчесто ви доаѓаа директорке во детскиот културен центар деца чии што родители биле претходни играорци. Мислите ли дека има некаква поврзаност, дека љубовта кон фолклорот, кон традицијата се наследува? Дали можеби Јован мајка ти беше играрка? Баба беше. Баба играше доста време, ама... Да, има и мајки, и баби, што значи еве сега некоја втора, трета генерација доаѓаат и се членови. Фолклорната секција е една од најстарите секции во Детскиот културен центар. Детскиот културен центар е формиран 1948 година, што значи во средината на минатиот век и веќе една од постарите институции, една од меѓу најстарите институции од ваков вид во поранешна Југославија. Говориме за во Македонија, значи меѓу првите сме и меѓу првите тие секции е формирана и фолклорната секција покрај балето, драмската и слично. И значи тоа е една огромна традиција. Таа фолклорна секција поминале голем број на значајни фолклорни имиња, пејачи, музичари. Ај баш ме интересира, професорке, кој биле дел од Детскиот културен центар, ако може да издвоите? Сега да ви кажам, биле многу мина. Да речеме, пола од играчите што се во Танец биле членови поминали на Детскиот културен центар. Потоа од пејачите, сега да ви кажам, ако говориме од фолклорот или говориме општо, ако говориме сега, че прости некој ако го испуштам, мислам тоа не е намерно, меѓутоа ете вака по репрезентативни имиња. Сите се на свој начин репрезентативни, меѓутоа, еве Симон Трчевски бил наш ученик, Сузана Спасовска, Ана Дурловска,
па и од председателот Ѓорѓи Иванов, жената ни беше покровител на нашиот 65 годишен јубилеј и таа била член, свирела на армоника со нејзиниот брат. Да многу сега да ви набројувам, бескрајна е бројката. Тоа е еден расадник на таленти. Да, еден расадник на таленти, на голем број. И Зафир Хаџиманов бил, сега да не мислим можеме плејада од плејада од многу значајни имиња од областа на културата кои што се во Република Македонија, па и настрана кои што ете не представуваат и надвор пошироко во светот. Не знаеме и од овие деца кои што се може да постигне, а се надеваме дека ќе постигне. Значи, ние им даваме можност, им пружаме рака токму да се искачат на скрилата, да речеме, на талентот кој што го поседуваат од најразлични области. А меѓутоа, морам да кажам, таа е најбројна секција, брои околу 100 члена, само кои што се во склоп на детскиот културен центар. Меѓутоа, заради неговата бројност, голем дел од нив вежбаат и во нивните училишта. Како што се почетоците, имаме најмала група во основното училиште Пасталоци и имаме порано 11 октомври и во други училишта, меѓутоа сега малку е постеснето и имаме само дел во Пасталоци и дел во 11 октомври. Значи, тие таму почетоците ги прават таму со наши инструктори, тие се исто наши членови, за да подоцна ги префрлиме во самиот детски културен центар Карпаш. Вака сега сакам да го завршиме разговорот. Би сакала да се посветиме на тоа колку е важно младите луѓе на овој начин да им се насочува вниманието, да се насочат кон фолклорот. Би сакала исто така да побарам уште едно размислување и од Јован и од Софија како најискусни. Еве, например, и во училишните денови, наместо нели да го губите времето, сега сте и на распуст и повторно и распустот дури им ја исполнет на некој начин, па исто патување и се. Колку играорната овозможува патувања, овозможува запознавање на многу нови луѓе, пред се ваши врсници, запознавање на нови култури, традиции и од друга страна исполнување на времето квалитетно. Можете и двајцата, сепак нека се биде неврзана дискусија ако сте на телевизија. Значи, најпрво тоа ја запознаваме со фолклорот, македонската традиција, после исто така ја продолжуваме таа традиција. Исто така фолклорот како едно прекрасно хоби, исто како на некој начин е и спорт и најмногу има дружење пред се. Значи, ние на со фолклорот стекнуваме многу пријатели и кога ќе отидеме на некоја турнеја, ние ги зацврстуваме трие другарства и исто така запознаваме уште многу деца, многу народи и нивната традиција. Така да тоа е едно прекрасно искуство што мислам дека секој би требало да го има. Јован? Сакав да кажам, во Шпанија запознавме една група на деца од Лондон, едно многу мило девојчиство, настапуваше со нас на фестивалот Амур. Се уште имаме контакти, мислам дека не гледа и јавив да не гледа онлайн. Значи, гледате какви контакти воспоставуваат младите? Играорната ни вистина ни нуди, патуваме, се запознаваме себе си, својата енергија ја насочуваме, како што кажав на почетокот, на прави работи, а не на оние нели што не се толку добри и убаво хоби. И задоволни сте. Директорка, ние сме имале многу патувања, аз морам да кажам дека овие деца... Кога ќе се спомene играорна, се мислите гледање на светот, патувања... Добро, тоа се позитивни патувања, како што напомна, мене многу ми е драго што ги слушнав овие зборови од нашите членови, затоа што тука стекнуваат многу навики, позитивни навики, кои што секако ќе им бидат корисни подосна во животот. Инаку многу сме пропатувале, посебно еве со оваа група, со средната и големата група, сме биле значи во Полска, во Турска, во Кемер, во Бугарија, во Доаѓате ли со многу награди од сите тие места? Ево овој пат беше ревијално. Доаѓаме некаде, меѓутоа и ние правиме исто фестивал, кој е Орото без граници, нашиот кој што е при крај на септември и почетокот на октомври. Тогаш ќе чекам повторно. Ние имаме голем број на гости кои што ни доаѓаат и токму на тие создадени пријателства ние покануваме па со одветни групи кои што ни доаѓаат и се после наши гости. Директорка, ќе им препорачаме ли на родителите кои што не гледаат, баби, дедовци, дека играорната, поточно фолклорот, традицијата, чувањето е вистинскиот избор за младите генерации? Апсолутно. Јас би им препорачала на сите, бидејќи тие ги сами ги слушна што кажаа нашите членови, дека се задоволни, затоа што ги отргнуваме од сите тие пороци што може да ги донесе безделничењето на некој начин, а тука веќе им е позитивно искористено времето,
покрај тоа што позитивно стекнуваат, да речеме, и одредено знаење, а и можност да запознаат други земји и други култури. Значи, неколку работи позитивни ги добиваат одеднаш со самото членување во детскиот културен центар, а особено во играрната, го гледа Јован колку е среќен и задоволен. А ние сме многу среќни кога се они среќни. Ви благодарам на сите за денешното гостување, за одвоеното време, за сите ваши понатамошни успеси, настапи. Ние ве чекаме во нашето студио. Ви благодарам. Благодариме и ние. Благодариме.